Претходно разговаравме за тоа што владата, кои се моите очекувања за владата во 2018 година. Сега кога веќе стасавме на средина на 2018 година, можам слободно да истакнам дека освен во делот на внатрешната политика, во многу работи потврдија одделни министри, посебно директори на агенции и јавни предпријатија. Што се треба да направи, како треба да направи, во моментов, ете ќе го прескокам тоа прашање, но што направи до сега? Најдобро сведочат реакциите на граѓаните на социјалните мрежи. Не треба ништо повеќе да се стори, туку треба да се следат социјалните мрежи, да се види до каде стаса владата со одделни работи. Искрено се сомневам дека овој дел што долго најавуваната реконструкција, дека ќе направи нешто, некој драстичен напредок во делот на работата. Затоа што, ако јас се прашувам, тоа реконструкцијата на владата треба да претърпи порадикални измени. Ќе речем, повеќина од министрите воопшто не се на нивото на својата задача. Сметам дека нивното назначување како да ги запекна, како да се втурна во целата таа работа воопшто не подготвена. Кој и како треба да бидат предмет на реконструкција, остава на премиерот, затоа што во суштина тој е кој што менаџира со владата, со министрите. Кој е коментарот на граѓаните на генералниот помислење и став на социјалните мрежи? Апсолутно до сега. Она што во суштина треба да се направи е само да се исполнат предизборните ветувања. Ништо повеќе. Значи, јас не очекувам дека преку ноќ ќе се исполнат ветувањата за тие 30.000 денари плати. Тоа го оставам на страна. Но ветувањата дека ќе се стори нешто во судството, во полицијата, во другите ресори, тоа се главните очекувања на граѓаните. Не можеме да очекуваме, ниту ќе се направи нешто поразликално ако не се смени барем нешто во судскиот систем. Апсолутно стана истите суди, истиот начин на работа, освен што сега за волја на вистината обвинетите за многу сериозни кривични дела се бранат ослободени. Освен тоа што се постапува демократски, за разлика во оној период измена, ништо друго не е постапено. Замислете оние суди кои што судеа и обвинители кои што беа втемелени во тефтерчињата на режимот, сега се предавачи на Академијата за обвинители. Не им е местото во радиусот 500 метри до судовите, не пак да попутуваат млади кадри.